јас сум Ана Колевска, имам 14 години и танцувам скоро веќе 8 години, скоро 9. Колку време го држиш трунот како национална шампионка? Тој трун го држам околу 6 години од 2020 година. Кој личен успех го сметаш за најдобар досега? Па имам повеќе надпревари и дури некои што не сум победила, ама сепак јас ги сваќам како многу голем успех. Не можам да се определам за еден, ама не знам. Не можеш за еден, не можеш. Може би се уште не дошол. Да. Ана, што е за тебе танцот? Танцот е нешто што ме прави среќна додека го правам и што секогаш ќе ме прави. Можеш ли да се сетиш на првиот момент кога ги облече танцовите чевли и кога свати дека ова е твојот пат? Да, тоа беше прво бев 1 месец на класичен балет, но разбрав дека не е тоа за мене и со мама баравме нешто што може повеќе да ми се допадне. И мама најде на интернет, го најде клубот Ритам Плюс и отидов во ноември. Се сеќавам и малце се стресирав дали ќе ми се допадне, ако не ми се допадне. И после заврши часот и јас на мама и реков: "Леле, презрекна сум, сакам да одам уште" и така почна се. Тогаш имаше само 5,5 години и од тогаш секој ден танцуваш? Да. Не престануваш? Да. А која е разликата помеѓу латиноамерикански и стандардни танци, бидејќи те гледаме и во тоа и во тоа? Каде си посвоја? Посвоја сум во латино. Зошто? Па не знам, може би дека се повеќе динамични стандардот, ама да имаш само своја рамка и поелегантен е, а латино многу поидинамичен и со повеќе енергија и затоа таму повеќе се пронаѓам. Колку е поголем притисокот кога имаш во конкуренција некој што е повозрасен од тебе? Какво е тоа чувство? На почетокот на оваа година малце бев преистресирана дали како ќе изгледам, првенствено со нов дека ќе бидам истрнета, изнашминкана, нови фустани. Малце се стресирав, но после првиот надпревар сватив дека нема зашто, бидејќи сите тоа го имаат поминато и едноставно се опуштив и оставив онака да ме води танцот. И навистина, гледајќи те сега вака и гледајќи те на тие видеа како друга личност, ти вака кога се гледаш себе си, кога се споредуваш, што си велиш за себе кога се гледаш како танцуваш? Се викам ова мојот сон. Ти си задоволна од секој свој чекор или си човек кој што си наоѓа мани? Си наоѓа мани, се разбира дека треба да си наоѓаш мани, бидејќи не може се да биде секогаш совршено и затоа треба и се да истренираме добро и се така. Имаш ли идоли? Па, да, имам што, ама не се од тука, се исто така повозрасни малце и во пар играат. Би сакала да се пробаш во пар? Па порано имам играно, но не знам. Повеќе ме влече некако соло, бидејќи сама сум на себе, немам потреба од некоја помош или слично, затоа мислам дека за сега ќе останам соло. Колку часови дневно поминуваш во салата? До сега поминував само 2 часа, со интензивни тренинзи, со финалиња, со такви загревања, но сега мислам дека ќе треба малце поинтензивни да бидат и малце подолги, бидејќи се спремаме за еден огромен надпревар. Може ли да ни раскажеш ете како изгледа, бидејќи еве го спомена, те очекува настап на најпрестижниот турнир во Штутгарт.
каде што минатата година ќе нагласиме беше првата представничка од Македонија, наша голема гордост, која што заиграла на тој подиум. Ајде прво да направиме една ретроспектива, да се присетиме како изгледаше тоа чувство да си на тој подиум. Како се чувствуваше ти? Едноставно фантастично, бидејќи прв пат ми беше, тоа ми беше еден од најголемите соништа и која онака ги видов и надпреварувачките други што си, онака некој дури прв пат ги гледам, бидејќи е поголем надпревари од сите држави одат. И онака многу убаво се чувствував бидејќи сепак сум прва што таму настапува како соло и едноставно бев многу така возбудена. Го чувствуваш тоа како одговорност со оглед на тоа што си прва од Македонија што не представува на некој начин? Па да, малце. Може ли да ни раскажеш како изгледа една подготовка за ваков настап, со што се ќе се представиш таму? Еве велиш дека сега ќе имаш поинтензивни тренинзи. Што значи тоа за тебе? Па значи дека бидејќи таму категориите во Германија, на тој надпревар, на едната категорија ми почнува прва рунда во 9 часот на утро. Така да ние ќе треба да почнеме да тренираме во 9 часот. Тие одредени солисти што ќе се надпреваруваат во таа старосна група, ќе почнат да тренираат во 9 часот, буквално финале. Не играат и потоа обичен тренинг нас не изгледа, прво се загреваме со професионални вежби со другачи. Потоа почнуваме веќе малце да го загреваме телото со вежби за загревање, за исто е со танцот. Потоа почнуваат рунди. Почнуваме да играме прва рунда, па после полуфинали, после финале. Така секогаш го завршуваме еден вид тренингот и после се растегнуваме. Но сега не знам како ќе бидат, мислам дека малце повеќе рунди ќе играме и финали не се. И од една до друга рунда има простор колку? Има динамика некоја, имаш пауза да одмориш или тоа е се брзо? Па на надпревар можеби, ама на тренинг не. На тренинг повеќе даваме енергија за да можеме се точно да изиграме и за да можеме после на надпревар уште појако да го изиграме. И сега пред да заминеш за Штутгарт, колку часови ќе вежбаш во салата? Па се уште не се знае, ама сигурно 4. Нема. Мада јас сакам повеќе бидејќи уживам во тоа, така да мене не е проблем. Не се изморуваш, никогаш не се почувствувала, не можам денеска да танцувам. Ме маси. Не, можеби има некои денови онака што не ми е денот и не знам, некако ќе играм, ама не со сето срце, ама многу малку се такви денови. Имаш ли омилен потек, омилено движење, омилен ритам? Па не, ама имам омилен танц, тоа е румба. Првенствено дека така емоционално, романтично и елегантно и повеќе се пронаѓам во тоа. Како реагира твоето обкружување, твојата фамилија, твоите најблиски на тоа што стануваш веќе танчерка? Мојата фамилија првенствено најмногу ме поддржува во мојата одлука, исто така и многу другарки и другари ме поддржуваат во тоа. Што би им кажала на твои врсници кои што ќе го гледаат ова интервју, се размислуваат, се колебаат, сакаат можеби да пробаат? Кој е твојот совет за нив? Па ако мислите дека можете да се пронајдете, слободно дојдете. Каде се гледаш себе си во иднина? Каде го гледаш танцот во твојот живот? Танцот, па го гледам да продолжам да танцувам доколку можам и потоа да станам национален судија, тренер и се надам и интернационален. Се уште си на училиште, како успеваш да ги балансираш овие две работи? Тешко ли оди? Малце тешко бидејќи не знам, тешко е бидејќи имаме премногу надпревари што треба премногу да се спремаме, а исто така во истовремено и во школа треба да бидам одлична, ама успеваме. Успеваш, верувам. И за крај, како би го оценила танцот во Македонија? Треба ли нешто да се поправи? Треба помногу, малце повеќе тренери да има и да се вложат и самите родители, а и децата да се вложат да пробуваат да станат се подобри, бидејќи сепак тоа е танцот, треба да си секогаш подобар и подобар да стануваш. Да се надпреваруваш самиот за себе. Да. Ти благодарам, Ана. Фала ви на вас.